според член 75 став 3 од Уставот на Република Македонија, сега председателот на Републиката е должен да го потпише указот за прогласување на законот за употреба на јазиците. Тоа е негова уставна должност. Уставот е највисок акт на државата на Република Македонија и апсолутно треба да се почитува. Секое непочитување на Уставот на Република Македонија представува од страна на председателот или од било кого представува тешка повреда на уставноста и ќе повлече сериозни последици за самиот председател. Тој практично ја злоупотребува својата службена должност. Не го работи она што е должен да го работи, со тоа што не постапува, ако не постапи, нели, чини штета на Република Македонија, на интересите на Република Македонија. Ако се одлучи на така нареченото джебно вето, што е теориски поим, нашиот устав такво нешто не подразбира, ќе настанат секако штетни последици. Може да се рефлектира на меѓуетничките односи во Република Македонија. Најмудро е председателот, со оглед на тоа што има забелешки на законот, на неговата уставност, уште денес, ако не денес, утре, во најкратко време, да поднесе иницијатива за оцена на неговата уставност и Уставниот суд ќе си го каже своето. Така треба да постапи еден председател кој што го почитува уставот на својата држава, а не да тера инат со употреба на така наречено джепно вето. Оние 64 пратеници го представуваат мнозинството на граѓаните на Република Македонија. Тие представуваат волјата на граѓаните на Република Македонија и председателот на Републиката должен е да ја почитува волјата на мнозинството на граѓаните на Република Македонија. Има ли алтернативни некои сега опции, што ако председателот не го потпише указот, може ли сепак да биде тој прогласен за донесен, да се објави во службен весник? Указот за прогласување на законот го потпишуваат председателот на Републиката и председателот на Собранието. Со оглед на фактот што оние 64 пратеници ја изразуваат волјата на граѓаните, а на граѓаните почива суверенитетот. Суверенитетот во оваа држава извира, произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Јас лично мислам дека може да законот се објави само со потписот председателот на Собранието, господинот Талат Џафери, но во тој случај би се работело за еден, би рекол, тежок преседан, кој што досега сме го немале во нашата пракса, кој што како преседан во секој случај, секој преседан предизвикува политички турбуленции и треба да се најде решение да председателот на Републиката го потпише указот за прогласување на законот. Инаку, реков веќе, председателот на Републиката ќе направи голема штета на Република Македонија. Може да сноси одговорност, кривична одговорност за злоупотреба на службената положба. Импичмент, овде со оглед на односите на силите во парламентот, за импичмент е потребно двотретинско мнозинство. Од тоа не може да се плаши, не треба да се плаши, меѓутоа неговиот мандат ќе помине уште 2 години, ми се чини. Гонењето за кривичните дела не застарува брзо, така да и на тоа треба да помисли господинот председател на Републиката Македонија, ако се одлучи да не ја почитува волјата на граѓаните на Република Македонија, кои што ги представуваат оние 64 пратеници во Собранието, кои што вчера го изгласаа законот. Има Уставен суд и нека повери, нека поднесе иницијатива пред Уставниот суд. Тоа е единствено правилно решение.